Во периодот кога младите се соочуваат со различни искушенија и притисоци, една од важните теми во јавноста е токму превенцијата од болести на зависности. И токму на оваа тема Црвениот крст работи со младите, но и со нивните семејства се со цел да се превенира на болестите на зависностите, а за тоа со какви искушенија, понатаму со какви предизвици и кои се знаците и решенијата, утрово ќе разговараме со Александра Вулкановска од Црвен крст на град Скопје. Александра, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарност за посетата во нашите простори и благодарност што отворивме ви оваа значајна тема. Па и за нас, меѓутоа и секако и за гледачите. Кои се најчестите типови на зависности со кои се соочуваат младите во Македонија со оглед на вашата долгогодишна работа во Црвениот крст? Оно што кај нас се во делот, како што споменавте, превентива, односно работа со млади, е детектирање на тоа што се потребите во заедницата. Потребите во заедницата велат дека младите почесто посегаат по цигарите, по алкохолот, по, за жал, и наркотичните средства, оние, така наречени понов тип на цигари, дали се електронски или цигари кои што се вметнуваат во устата, меѓутоа во поново време и болестите на зависност некако се шират и во делот на игрите на среќа, односно оние така наречени коцкарници, кладилници и така натаму, така што нависне на широко поле, каде што всушност улогата на Црвениот крст е токму во делот на превентивата. Кажете ми, кои рани знаци и промени во однесувањето може да бидат сигнал дека еден млад човек влегува во ризично однесување или развива зависност? Тоа е една консултација со однос на стручните служби во училиштата, односно родителите, каде што тие детектираат дека нешто се минува во однесувањето на младите, дали се тоа учениците од средните, од основното образование, некојаш може да се случи, каде што навистина се појавуваат некои изместувања од она што значи до тогашно, односно и расположение, и поведение, меѓутоа и воопшто едно однесување во училиштето. Сепак тоа е работа на стручните служби, кои што тие детектираат, кои што тие алармираат. И секако дека тука постои една спрега, една врска помеѓу нас како институции, каде што влегуваме во училиштата, разговараме со нив, едноставно се прави една програма која што е адаптирана и на младите, и на родителите, меѓутоа и на стручниот кадар во училиштето, затоа што сепак и тие се многу важен елемент во целиот овој процес. Како Црвениот крст на град Скопје врши превенција врз ваквите случаи? Имате ли некои организирани работилници, форуми, сесии на кои што им помагате на лицата кои имаат некаква зависност од болести? Така, значи, месецот ноември, кај нас во традиционалниот календар на активности на Црвениот крст во делот на здравство и превентива, е посветен на борбата против зависности, што значи дека целиот овој месец ние добиваме еден пакет на информативни материјали, презентации, информации и така натаму, кои што доаѓаат од Централната канцеларија и понатаму се дисеминираат, односно се споделуваат и се понатаму, да речем, спуштаат на локално ниво во општинските организации на Црвен крст, кои што се на територија на целата држава и Црвениот крст на град Скопје. Формите како работиме се на различни. Споменавте и едукативни работилници, и форуми, и семинари, и малку поголеми, да речем, тематски форуми за одредена целна група или одредени целни групи. Сепак тоа се решава на локално ниво и согласно потребите на локално ниво. Кај нас во Црвениот крст на град Скопје се одлучивме за едукации. Едукации со искусен наш волонтер, дисеминатор, кој што е поранешен припадник на Министерството за внатрешни работи, кој што навистина одлично ја познава и тематиката, меѓутоа има поврзано теоријата со праксата. Тој работел, тој видел, тој знае што се случува во пракса, имал искуства и сето тоа го преточува преку едукации за средношколската младина. Значи, таргетот ни се средните училишта. До сега опфативме 11 средни училишта на територија на градот. Зборувам само преку Црвениот крст на град Скопје, дополнително има преку општинските организации, дали по еден или по неколку класови, значи во зависност од училиштето. Меѓутоа секогаш се трудиме да опфатиме што поголема бројка на млади луѓе, да почнеме од помала возраст, затоа што превенцијата е фокусирана токму на помладата популација, нели да не дојде до онаа фаза да се лекува понатаму или да има некои други мерки. Така што сметаме дека едукацијата е еден од важните превентивни методи во однос на подигнување на јавната освест, меѓутоа едноставно ако се појави проблем да знаат младите каде да се обратат.
Александра, ги споменавте средните училишта, во таа насока колку е важна поддршката од семејствата и од училиштата кај лицата со зависности? Секако дека е важна, затоа што тоа е еден врзан систем. Значи, тие млади покрај семејството, голем дел од времето го поминуваат и во училиштето. И затоа велиме дека училиштето е некој вториот дом. Таму се градат и релации, и пријателства. За жал некои негативни нешта се случуваат. Затоа и влегуваме организирано, добро осмислено и во координација со училишните психолози, педагози, професорите, наставниците во училиштата, бидејќи не можеш да влезеш на било која тема и било како, апсолутно. Тоа е долгогодишна соработка, која што се темели на меморандум за соработка, на релации изградени со средните, со основните училишта на територија на град Скопје, така што секојаш е еден организиран процес. Велиме дека е важно да сме таму, да сме дел од нивните вонучилишни активности, бидејќи нешто го работиме во дело здравство, превентива, превенција, па и хуманитарните активности сепак се за доброто пред се на самите млади, меѓутоа и за целата заедница. И на крај на нашиот разговор, што би им порачале на младите кои се со одредени искушенија и предизвици, но и на родителите што имаат такви деца, меѓутоа се уште не го препознале овој проблем или се срамат или се плашат пак да побараат поддршка од стручни лица? Видите, младото становиштво знае некогаш младите, односно да експериментираат, да прават некои работи кои што нели понатаму во животот за жал може да преминат во зависност. Затоа сме тука како Црвен крст да превенираме, да делуваме во делот каде што треба да се спречат, односно да се укаже што е добро, што не е добро, кое поведение е добро, кое поведение не е добро, бидејќи тоа се рефлектира понатаму во животот. Значи, оние грешки во младоста знаат да се да речеме и на подоцнежните години. Да, зборуваме за превенцијата, зборуваме за тоа колку е важно да се почитуваат тие здрави животни навики и секогаш тргнуваме од позитивниот пристап, од тој афирмативен пристап дека што е тоа што е добро, за да не се створи една па и табу тема дека всушност ајде сега ќе зборуваме само за лошите нешта, само лоши нешта се случуваат. Не, во училиштата, во средините се случуваат и многу убави нешта и многу убави примери издвојуваме и затоа велиме дека позитивниот пристап во делот на превентивата, поготово работењето со млади, е она што го практикуваме, веруваме понатаму ќе го практикуваме. Александра, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Ви благодарам што сте со нас. Утрово на тема превенција од болести на зависности разговаравме со Александра Вулкановска од Црвениот крст на град Скопје. Симона?